Одложен изборот за прв човек на Агенцијата за електронски комуникации, кој ќе седне на директорската фотелја задолжена за регулација на телекомуникацијскиот пазар, ќе се знае следната недела. Од Комисијата за селекција велат дека на објавениот конкурс се пријавиле 9 кандидати. Едниот не ги исполнувал условите, а уште еден не се јавил на закажаното интервју. Во трка се 7 лица, од кои името на Армен Дестани се споменува како најсериозен кандидат, брифираат за сите извори од комисијата. Од биографијата на Дестани може да се види дека бил претседател на фудбалскиот клуб Башкеми, инаку по професија е IT инженер, а работел и во владата. Токму Дестани се јавил и на претходниот оглас, кој беше поништен затоа што неколку кандидати имале фалсификувани сертификати за познавање на англиски јазик. Од објавениот оглас за претседателската функција, од кандидатите се бара покрај соодветното образование, да имаат најмалку 5-годишно искуство во областа на електронските комуникации и да поседуваат најмалку еден од меѓународно признатите сертификати за познавање англиски јазик, како истиот да не е постар од 5 години. Инаку Агенцијата за електронски комуникации има клучна улога во регулирање на телекомуникацијскиот пазар, обезбедување фер конкуренција и заштита на интересот на граѓаните и бизнисот. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.